плаќат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Мир вам. Ете, ова е таа книга Времето на скрбизмот, објавена по повод 10 години театар Скрби и утеха, пишувана од 1988 до 1999 1998, значи издадена, која зборува за 10 годишното театарско траење од возобновениот театар Скрби и утеха и сите тие битки кои ги помина со потиснувањето и негативната сила, цензурата во македонската култура. Значи, одиме со 69-та страна, која зборува за остатокот е молчење. По завршување на представата, секогаш ме опфаќаше некоја тага. Така едноставно се има свое траење и тоа траење мора во одредена своја фаза да дојде до крај. Така и оваа театарска сторија се привршува. И нели секој крај е почеток на нешто ново поубаво. Барем така би требало да биде. Им благодарам на сите кои на некој начин биле во скрби и утеха и кои допринеле тој да се додржи до она што денеска е. На оние кои во тој обид да се прераскаже скрбизмот вложиле дел од себе си. Ова приказна е субјективен запис за она што им се случуваше на луѓето кои беа во скрбта и утехата и ја создаваа со влогот на сопствената присутност. Сите настани се вистинити и се дел од тој скрбизам. За утеха е што Министерството за култура последниве години има нагорна линија на комуникација со културен центар Скрби и утеха. На нашата молба и со одобрение на министерот Унковски, на 1.9.1997 година културен центар Скрби и утеха доби работно место. Им благодарам на нашата верна публика која не бодреше сиве овие години да се додржиме во рамките на нашиот кодекс и да бидеме она што денеска сме. Слава ти, Господи Исусе Христе, што ни даваш сила. Нека оваа книга биде едноставно запис за генерациите кои доаѓаат како обид да се прераскаже скрбизмот, како сведоштво за потребата на сценската слобода. Бидете ми добра мисла, театарски пријатели, до наредните случувања. Остатокот е молчење. По завршување на представата секогаш ме опфаќаше некоја тага. Сигурно е дека истото ќе ме следи и со книгава. 70 страна наместо епилог. Една професорка во гимназија не праша дали во представата има нешто против актуелната власт. Колегата актер ме прашува дали се плашам ако внесе во текстот теми од дневната политика. И така, точката до која се допираат двете прашања е односот на театарот и власта. Се поставува прашањето дали професорката која му припаѓа на образованието и тоа го предава под фустанот на власта. Има ли актуелно образование или значи ли тоа дека ова образование е онакво како што ја одговара на моменталната минлива власт, па откако таа власт ќе си замине, ако си замине, ќе дојде друга која ќе воведе свое образование и така повторно ќе не прашаат дали представата има нешто против актуелната власт. Мене лично, а и на театарот Скрби и утеха воопшто не ме интересира таа толку посакувана власт. Се работи за тоа дали постои сценска слобода и до каде е нејзината граница се разбира на слободата. Во Светото писмо се вели каде што е Духот Исусов, таму има слобода. Затоа не се плашам од теми внесени во текстот кој сум ги составил јас да се внесува дневна политика. Но мислам дека тие дневните политичари или моменталните не се достојни да влезат во една света театарска литургија, наречена за Идисонце и посветена на македонскиот народ со силата Исусова. Оставајќи ја професорката и актерот со своите дилеми околу власта, се повеќе станувам свесен дека авторот на тоа за Идисонци не сум јас, туку македонскиот народ. А јас пак прост запишувач, сето тоа го запишав од ред до ред, како што завршува Григор Прличев во своите записи, драги читатели, и се разбира 3 точки.
Значи, озвучуваме времето на скрбизмот. 71 страница, пазар на мртвата култура. Дали дојде струја, снема? Снема струја, другари. Ки играме или ки играме? Пазар на мртвата култура. Поранешниот дом на млади 25 мај, сегашниот Младински културен центар, кој често ќе го сретнете со 3 букви скратено МКЦ, еднаш ни испрати акцентен налог. Се работеше за некоја сума од 500 германски марки. Ние на тамошната сцена го држевме театарскиот маратон Мину Угриновска. Значи се работеше за тоа дека МКЦ му изнајмува или му ја продава сцената на театарот Скрби и утеха. Може би и има некоја логика во тоа. Некаков МКЦ на институција зграда им ја продава сцената на актерите од Скрби и утеха за пари. Пазар, нема што. И тој МКЦ веројатно има кусо паметење сега откако ни го испратил тој акцептен налог дека таа сцена не му ја плаќа Министерството за култура, односно му ги плаќа тие МКЦ-овци, продавачи на сцените, им дава секој месец плата, веројатно не затоа за да ја продаваат сцената. Техничкиот персонал им ја продава сцената на креативците, на актерите. Пазар на мртвата култура. И акцептниот налог стигна и им го плативме по известно време, откако ни стигнаа по неколку месеци за доцнување средствата од Министерството за култура. Значи, средствата од Министерството за култура допатуваа во културен центар Скрби и утеха, па оттаму отпатуваа во тој голем пазарчија МКЦ, Младински културен центар, продавачи на празните македонски сцени. И ете тој МКЦ кој има кусо паметење и заборавил дека нам на Скрби и утеха не ни ги исплатил средствата за заедничката продукција Тъга за лебедот, игра на еднолетно јулско театарствување. Не ни ги исплати. Потоа ни раскажуваат празните непродадени сцени, дека со тие неисплатени средства тој МКЦ си направи своја представа. Со средствата на Скрби и утеха си направи пазар на мртвата култура. Ние ним не им испративме акцентни налози. Тие ни ги пратија нам. Помеѓу празните сцени, непродадени и пазарот на 3 букви кои означуваат пазар на таа мртва култура. Нивната КЦМ, ЦКМ, МКЦ, сами во очете си ја разликата на тие продавачи на празните македонски сцени. Секогаш имаше битки, од кога ќе ги видеа содржините на представите се потиснуваше со системот. На контрола на социјалистичката култура ние бевме преминат од социјализмот во демократија и денеска во протекторат, забрана за Македонија на сите нивоа, како што гледате кога се цензурираше Скрби и утеха, вие си седевте. А еве сега што се слушува. Царската насмевка по Божја волја, 72 страна, времето на скрбизмот. Се слушна тап удар, потоа колективно смеење. Некој падна од столот долу во темницата во полната сала. Потоа излезе Александар. Се пореваше, падна на колена. Смеењето сопре, го крена погледот, фрли еден опол, ги рашири рацете во ракле и се крена. Го почна својот говор, својата посвета. Таа вечер на театарскиот маратон Мину Угриновска се случи нешто по Божјата волја. Актерот кој го играше македонскиот цар полета, се крена од категоријата на падот, од смеењето, доби крилја, ечеше, беше глувотило, смејата секна, се распартали, скапа, потоа влегоа Гоце Делчев и Ангелина. Крик еден, втор, царот повторно ја подаде раката во ромор, во солзи кои проблеснуваат паѓајки. Потоа следеше древно македонски ритуал со сила Исусова, свеки, молитви, клетви, благодати, зраци од зајди сонцето. 11-ти пат имаше Бог, Господ, сила небесна таа вечер во театарската литургија, сила Исусова, некогаш се случува по Божја волја, да не кажам секогаш, камбаните пеат ли, плачат ли, дзунат, како последната клетва беше тоа уште една одиграна представа, уште еден дар на публиката, потоа аплауз, траење и молк, воздишки, раце кои се уште се тресат од возбудата.
Александар не можеше половина час да ја свлече на метката. Беше представа која ве воздига и треба време да се слезе повторно во таа обична февруарска ноќ. Да, се слушна тап удар, потоа колективно смеење, некој падна од столот, долу во полната сала, потоа се пресоздаде во зграгореност, во коп, болка и тишина, затекнатата состојба на една театарска света, литургија се разбира по волјата на Таткото Небесен Исуса Христа. Времето на скрбизмот, 10 години театар Скрби утехи, издадена 1998. Добрата ноќ, лоша ноќ на лажните спанковци. Трибините започнува малку пред 21 часот, а завршува во 1 часот по полноќ. Пазете, се работеше за македонците од древнина до денеска. Луѓето имаат потреба да слушаат од темата и остануваат до доцна. Поточно кажано, не сакаат да си појдат дома. Имав чувство дека ако ги оставевме, тие би зборувале, би се расправале до самите мугри. На народ кому му била забранета историјата, логично е да му се случува така. Ке ги споменам учесниците на тие македонски трибини, македонците бранувања од древнина до денес. Ташко Белчев, Васил Лилјов, Симе Пандовски, Ангелина Маркус, Душко Алексовски, Ристо Ивановски, Вангел Божиновски и Ѓорги Котевски. Треперат нивните искази во таа маратонска ноќ. Претходниот ден запаливме свеќа на гробот на Мину. Вечерта на државниот дневник го следевме културниот рапорт за случувањата од таа недела. Се беше спомнато, освен театарскиот маратон Мину Угриновска. До доцните мугрини рано се должат трибините, македонците од древнина до денеска. Ману спие во зимски сон. Институтите за историја и јазик исто. Во истиот сон со отворени очи заспале и културните новинари на државниот дневник, на националната телевизија, која ја преспива темата за собственото оправдување да ја има, да би тисува Македонија и македонците. Добра ви ноќ, лажни спанковци. 74-та страна. Страф од театар. Требаше да појдеме во Германија со зајдисонце. Преговорите траеа, писма, телефони, факсови, неисполнети надежи. И не испадна. Не успеавме да ја прескокнеме македонската ограда, жицата. Може би вината е во нашата отвореност, може би сето тоа требаше да го држиме во поголема тајност. Може би вината за неуспешната турнеја или еден дел од неа останува кај амбасадорот на Македонија во Германија. Но Светскиот македонски конгрес во чија чест требаше да одиграме една од представите. Младите под длабокот на конгресот, но длабоко не растажи последното откажување на подмладокот на Светскиот македонски конгрес, во чија чест требаше да одиграме една од представите. Младите под младокот на конгресот се исплашиле дека со представата ќе сме им попречеле во работата на Светскиот македонски конгрес. Така наместо представа вечерта ќе им свири рок или поп група. Каков е тој конгрес? Какви се тие младинци и подмладинци кои не ги интересира македонската култура? Навистина, освен ако не тврдиме дека дел од тоа е некоја рок група. Навистина, драги театарски пријатели, уште една категорија на страф од театар. Или работите не се онакви какви што ви ги прикажуваат дека се. 74-та страна за македонските фашиствувања. Рацете беа кренати косо кон небото, нели како што го правеа тоа германците со Адолф Хитлер, се пееше химната на Албанија, се извиркуваше македонскиот јазик, протестираа македонските албанци за теророт на Косово. Таму се води војна за територија, верска војна. Таму се води војна за отцепување на матичната територија на Косово од Југославија или од Србија. Се води војна за земја, а човекот е од земја и во земја ќе се врати. Не можете да ја земете земјата. Стоиме со Александар Ѓуровски на платото пред трговскиот центар и го восприемаме сето тоа. Кренати раце, албански знамиња, химна во центарот на Македонија.
Потоа химната испеја на 27. април во собранието. Човекот што ја испеја не му фали влак, но тие што влегоа како протест ги ставија во затвор. Сребролюбци и сатански предавници. Точно пред година без 5 дена недалеко од тука игравме со Страшко Милошевски пред шаторот на македонските средношколци и студенти кои штрајкуваа со глад, бранејки дел од македонското достоинство. Игравме делови од представата Ние. Тогаш нашиот настан беше премолчен, а штрајковачите беа наречени фашисти. Тоа беше в тајфата на Филип Петровски. Сега со временска дистанца од една година со кренати раце, со палење на туѓи државни знамиња во Македонија, со isвиркување на македонскиот јазик, со неистакнување на македонското знаме, со мешање во други држави и територии, со подржување тероризам и редентизам, зборот фашисти дали допатува на вистинското месно? Дали е тоа племенски театар, фашистички театар, дозволен од оние кои своите млади луѓе, кои умееа да кажат свој став, ги нарекува фашисти? Па гледајте го овој уличен театар, граѓани театарски мали. Минуваме преку плоштадот кој дури ни со своето име не е Македонија, со толку развиорени знамиња на соседна држава. Орли, трае некој студен молк, ме подсетува дека за да те има, за да бидеш, мора да се бориш со сето свое постоење. Или слободата ја заслужува само оној кој секојдневно се бори за неа. 75-та страна, времето на скрбизмот. Тажен 8 март. Представата и не одеше толку лошо, со оглед на амбиентот и денот на одржувањето. Беше 8 март, денот на жените. Не поканија да играме на нивната прослава во Велес во некоја кафејана. Требаше да почнеме во 11 часот, но пред да почне забавата, на една актерка беше зафатена и тргнавме со представата во 15 часот. Предходно се виело оро, се пеело, се пиело. Може би погрешивме од силната желба да се одигра Зајдисонце и организаторите имаат добри намери. Но денот си беше нешто за друго. Некаде после сцената на Гоце Делчев и Ангелина, некаде пред крајот жените си запеа. Веќе подпивнат. Представата тече, тие пеат. Играме ние заедно со нивната песна, тој 8 март. Актерите издржа една голема проба на нивната верба. Издржаа, се преслекуваме тажни во магазинот, во велешкиот ресторант, тој тажен скрбен 8 март, кога ни секна театарскиот сон со тежината на реалното празнување на македонските пијани жени. Александар Шехтански стои простум пред тоалетот. Се вие орото, музиката трешти, тој чека, разулавените жени опијанети од празненството да излезат од машкото веце. Стои и чека господинот актер пред машкото и женското веце. Тоалет. Не е веќе ни важно и како, зошто и како. Важен е тој посебен избран и таксан ден на жените, ден на жените за да ја испразнат на собраната потисната енергија преку годината тие наши дами. Представата секна во нивната потреба за пеење. Седиме тажни тој 8 март, свесни дека празненството ни го откраднува сонот. 8 март, на големата дама нашата сцена. Потоа секој си замина на кај дома тој 8 март, скрбен и тажен за тимот на Зајдисонце. 76-та страна од времето на скрбизмот. Темен облак во актерските душички. Представите минуваа добро. Зрееше театарскиот чин, но по изведбите секогаш како некоја темна сенка да надвиснуваше над радоста после играњето. Актерите беа незадоволни од хонорарите. Зборувавме еднаш два пати, повторно сите настани се преповторуваа, чиниш до бескрај. Јас им објаснувам дека мојот роднина гинеколог за истата сума која тие ја добиваа за една представа дежура цела ноќ на клиниката. Знам дека правам неблагодарна споредба за тоа колку чини вложениот труд, но и тие треба да разберат дека толку може да покрие сиромашниот македонски театарски пазар,
ако зборуваме за продавањето и купувањето на театарот ни. Јас го разбирам тоа како потреба да се биде заедно, врзани околу идеја за менување на светот, како што пишува во Кодексот на театарот Скрби и утеха. Представите минуваа повеќе од добро или помалку, но после театарскиот чин некоја темна сенка се надвиснуваше над зајдисонце, како некоја клетва и ја ситнеше радоста во играњето. Се работеше за темен облак на театарската логика на пазарот, на празните джебови и логиката на обичниот прост секојдневен обстанок, на малиот актер човек. Темен облак по актерските душички. 77 страна, времето на скрбизмот, доброто утро во Министерството за култура. Министерот го најдов на мобилниот телефон. Не му беше баш најпријатен разговорот. Сепак ми реше да спуштам слушалката за да ми се прејави и да ми закаже состанок утредента со надлежниот фактор во Министерството за култура. И изгреа тоа утре. Министерот помогна во средбата, седиме со Слободан Дончевски во една од канцелариите на тоа исто Министерство за култура. Шмркаме од кафенцето, подпивнуваме од сокот и вртиме лав муабет за македонската култура. Ете така 10 години се зад нас, полни со скрбизам и созреа нашата насушна потреба со надлежните фактори да разговараме рамноправно, лице в лице, како што им доликува на човечки суштества индивидуи кога се занимаваат со таа голема и мала, горда и срамежлива, срамна и дрска творба на себе потврдувањето преку творечкиот чин на уметноста наша, македонскиот театар. Горе во таа обична канцеларија, во одајата на надлежниот фактор, трошка муабет, думи, зборови, по зборовите ќе бидете осудени, ќе бидете оправдани, пишува Исус понатаму. Малку е потребно мал чекор да се биде на нивото на таа македонска култура. Добро утро, Министерство, пријателче наше убаво и среќно ти битисување. 77 страна, 5 чекори на театарскиот ангел. Неколку пати сум помислил дека е дојден крајот, дека сме дојдени до линијата до која завршува скрби и утеха. Првиот крај беше смртта на Мину. На еден начин тоа беше крај, завршување. Мислевме дека еден врв на театарско зреење беше представата Раскрилување според Рацин. Но некоја сила, некој ангел Исусов не гонеше понатаму. Потаму и продолжувавме напред. Например, еден вид на крајот беше и представата Тъга за лебедот. Ја игравме само 3 пати, со сите тие притисоци на исплаќени хонорари. Крај беше и чекајќи го Годо, кога со Јордан Максут чекавме пред поделбата на Македонија. Завршувавме со представата со тоа вечно чекање, но секогаш тој ангел не гонеше, не воздигнуваше повторно од пепелта кон звездите. После поразот доаѓа нови театарски победи, како онаа на Келавата П или Дрвеница, и врвевме пругоре. Така во еден момент помисливме дека врв на театарските представи е представата Ние. Помисливме и повторно изгреа ново зајдисонце. За неа, за таа представа, нашиот верен театарски критичар Александар Ѓуровски Ѓурката, Ѓура, вели дека сме направиле 5 чекори напред пред представата Ние. 5 чекори. Сега кога се наоѓаме пред некоја нова театарска битка, ме фаќа страф од тој театарски врв, од линијата после која не ќе се може напред, од 5 чекори пред представата Ние. Каде понатаму, со што, во која насока, по кој театарски друм Исус е напомаш. Не чека друмување, драмување, но секогаш забраздени во умот ми се пребројуваат новите чекори кои за да се минат треба да се вложиш сиот со сето свое срце, душа и ум, како што се сака Исус да истрошиш дел од своето човечко траење на големата малечка дама, нашата сцена. 5 чекори напред. 5. Ги затвораме клепките
и патуваме со театарскиот ангел понатаму од она што сме сега. И последната, 78 страна од оваа книга, Времето на скарбизмот, пат од граѓанштината кон македонскиот народ. Дел од вината носи Слободан Дончевски, кому му дојде идеја да гостуваме во Албанија кај македонците таму. Вториот виновник е Гоце Риставски, кој не дојде со нас и немаше кој да напише, да објави сведоштво од гостувањето. Потоа ме фати креативниот инает и седнав и напишав самиот. По пулс текстот не го објавија. Бил голем и долг. Не го објавија ни во Нова Македонија, не се сеќавам зошто. Го однесов во македонско дело, мина некое време, во некоја фиока, господинот текст, и го среќавам Братислав Ташковски, уредникот на дело, во едно кафуленце. Само што сакав да го прашам, брацо, тој ме надзборе, во овој број излегува, ми рече, и така беше. Потоа пишува првин во дело, потоа во Сонце македонско, Малкунце во Нова Македонија, исписанието Трен театар. Се разбуди потребата за пишување, да глаголам покрај зборувањето, да во моментите кога ќе ме налегнеше некоја слабост, колебање или тага, секогаш древната актерска појава на Џурката, на Шекспировиот актер Александар Џуровски, на Еврипидовиот древен македонец ме бодреше да продолжам да пишувам. Потоа Стевче Ацевски од Малме, нека е жив и здрав, да му намножи Господ Исус Христос, се рече дека ќе помогне моите текстови да излезат во книга и така бидна. Финансиската обскрба даде и театарот Скрби утеха. Книгата ја обработи ја среди Игор Стојановски, мојот братучет. И така се направи едицијата Лицеум и книгата Друм за Македонија, книга како книга, би рекол некој. Ја испратив во некои редакции, весници, телевизии, не ја објавија, не го викна авторот, не. Се работи за Друм за Македонија, Господа, не за некој друг друм, не за некој граѓански друм, за националното, за македонското. Немам кабил да одам по кој друг друм, освен по македонскиот, сега веќе кога знам дека Исус ме запишал, Македонија, македонци. Инаку културата ќе се сведе на обично едначење, поубавина, без темел, без смисол, освен да се покажува себе си, себеафирмација, публикотропизам, Погротовски, во контекстот на минатото и днината и сегашноста на македонскиот народ, кои се повеќе некои нови категории на граѓанисувањето, ви го прикажуваат како обичен селски пат на било кое место, во било кое време, без време во некој град. А замислете, Исус запишал Македонија и македонци. Нам повеќе ни прилега друмот на древната македонска цивилизација и култура. Ура, македонци мои театарски јадри. Друмот граѓанштината кон македонскиот народ. Останете ми арни. Древно македонски ости јареј, театарски читатели денеска. 2022, кога поминав 7 години, партијата што сега е на власт, 2022 не ми дава театарска премиера, 14 години немам добиено авторска книга. Предходната власт исто така 7 години не ми даваше, па направивме представата, култната представа Некрстени денови. Сега станува јасно кога и се забранува и македонскиот народ, и името, и јазикот, и културата, и кога Македонија се продава како друга култура, а јас чекорам по тесната патека што води кон животот со Исус Христос, влегувам во еден духовен театар на животот и смртта. Работам за Исус Христос. И знам дека Македонија не може да се избрише, бидејќи тој запишал Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Останете ми во мир и љубов, драги театарски пријатели. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.